Денот ги разоткри размерите на катастрофата која синоќа околу полноќ се случи на Скопската обиколница. Изгорениот камион, испокршените банкини и трагите од пожар на асфалтот останаа нем сведок за страотната трагедија која одзеде 4 животи. Жртви во судирот се сите патници во возилото BMW кое целосно изгорело, односно 51 годишниот возач Ристо Велков, еден од водечките баритони во македонската опера и балет, и уште 3 20 годишни момчиња, меѓу кои неговиот син Адам Велков. Критичниот момент се случил токму на ова место, кога камионот од таа страна ја пробил банкината, удрил во уличното осветлување кое во висина од 20 метри го откорнал и при пробивањето на овој дел од патот удрил во БМВ-то, при што продолжил и завршил долу под патот во нивата. 76 годишниот возач на камионот со косовски регистарски таблички е во добра состојба и веднаш по несреќата по наредба најавен обвинител бил приведен и задржан во полиција. Причините за тоа како камионџијата се нашол на спротивната страна од автопатот во близина на Радишани засега се сведуваат на неофицијални информации и се чека истрагата истите да ги утврди. Од сударот настанал пожар во двете возила, од кои патничкото возило и кабината на влекачот целосно изгореле. Од добиените повреди на местото на несреќата починал возачот РВ и сопатниците од неговото возило. Лекарот итна медицинска помош констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телата се предадени за обдукција. Исто така по наредба на јавен обвинител возачот ББ е лишен од слобода и задржан во полициска станица. Од македонската опера и балет велат, вестите ги дочекале со неизмерна тага и дека земјава пред се загубила добар човек, кој како првенец го носел епитетот италијански баритон со кадифена боја. Македонската оперска сцена изгуби исклучителен уметник, врвен интерпретатор и човек чиј глас, уметност и сценско присуство оставија длабока трага во МОП. Ристе Велков беше еден од водечките македонски баритони и еден од најхаризматичните оперски солисти. Со Велков се збогуваат и други бројни негови колеги, како и од Министерството за култура и министерот Зоран Љутков, кој на социјалните мрежи напиша дека денеска е тажен ден за македонската култура. Замолкна еден моќен и препознатлив глас, но одекот на уметноста на Ристе Велков ќе продолжи да живее на сцената, во музиката и срцата на публиката, порача Љутков, кој изрази сочувство до неговото семејство и најблиските.